Дрогата е проблем и на тој кој ја користи, но и на целото семејство. Употребата на дроги и алкохол на млада возраст е особено ризично, бидејќи телото, особено мозокот, се во фаза на развој, а последиците од нивно користење може да бидат загрижувачки. Денес во приказна ќе говориме за овој проблем. Мислим и Драган, уште како средношколци влегле во светот на дрогата, свет кој за кратко време почнал да царува со нивниот живот. Од 15 години почнав да злоупотребувам марихуана, понатаму западнав и во кокаин и ред други токсични супстанции, а кој ќе стануваше збор за да ме праша некој имаш проблем со ова нешто, дали ти треба помош, не, јас бев се окей, другите околу мене има проблем, дури им нудев јас решение со тоа што сум го открил, а не гледајќи дека се упропастувам и го губам сет мој животен потенцијал и вистинските компетенции што ги имам како личност. Прв на 14 години пошто ја сметам и алкохолот како дрога. И тоа беше во основно училиште каде што се дружев со друштвото, каде што е кул да пиеш, да се дружиш, а во суштина сватив дека сум бил во лошо друштво. И од кога пробав алкохол, после тоа кога се приклучив во средно училиште на почетоците, се најдов во уште друго друштво каде што дрогата е актуелна. И пробав марихуана, па со текот на почетокот само марихуана беше, и отпосле амфетамин, екстази, кокаин и ред други дроги што комплетно ми го нарушија мојот карактер. После неколку години живот без дрога, отворено зборуваат за овој период, а целта е една – да допрат до младите преку својата приказна и животни искушенија низ кои поминале. Секој момент кога ќе пробав да се оддалечам од дрогата, гледав дека имам симптоми на одвикнување, кризи, така наречено, од депресии, несоници, нарушен дигестивен систем како повраќање, вознемиреност, анксиозност и ред други работи како загриженост и така видов дека ја усвари не можам нормално да функционирам и дека зависам од некоја супстанца. Ептен бев во лоша ментална состојба и траеше тоа можеби една година, година и пол. И седев и сикам, дали ова е вистински живот за мене? Дали мене среќата ќе ми зависи од некоја супстанца, од нешто што е физичко? И реков, мора ова да престане. И се јавив на мајка ми и кажав дека не можам да го решам само овој проблем и дека сакам да поседам на рекам програмата. Поддршката од најблиските е клучна во целиот овој процес. Беше клучната поддршка во целиот тој процес. Одма мајка ми сакаше ми помогне, пошто и претходно на некои други методи сакаа да ми помогнат, али тие не беа успешни. И ова беше една одлична промена што можев да направам. И им реков дека јас сакам да престанам и сакам да одам таму. Ми рекол имаш и други места, не, имам слушнато за наркоман програмата, ќе одам таму и ја добив најголемата можна поддршка од нив. Искушенијата се дел од процесот на одвикнување. Имав потешкоти, си реков на себе, порано да си бев дома на апчиња, барем немаше да ги искусувам овие потешкоти, но само што помислив тоа се засрамив од таа мисла, зашто знаев дека на вистински начин го решавам тој проблемот и мора порано или подоцна да се сносам со тие потешкоти и вистински да ги надминам еднаш за секогаш. Искрено немав некоја тенка линија, секогаш знаев дека ова ќе го завршам до крај и што и да биде, јас ќе го надминам. Имаше некои ситуации кога бев во детоксикација и кај што имав многу големи потешкоти, али се тоа, иако ми беше многу тешко, на смеја го поминавме со Мислен, пошто сите таму ми беа као фамилија и Мислен ми е голема фамилија. Секој млад човек сака да биде посебен и поразличен, но и кога сме многу млади не секогаш размислуваме со своја глава. Па затоа животните приказни од луѓе кои ја искусиле темната страна од животот секогаш треба да ни бидат пример и момент кој ќе на натераат да размислиме што си правиме на самите себе. Тие што се на вистинскиот пат да си се држат кон тоа и да не дозволат другите да им го менјаваат мислењето или ставот. Тие за жал што навлегле во канџите на дрогата, што да пробаш што побрзо да си го решат тоа. Не можеш да го владееш светот ако не се владееш себе си првично. Не можеш да искусиш вистинско задоволство ако не си страдал претходно и не можеш да бидеш стварно слободен ако не си ги надминал препреките во животот. Затоа нападни ги препреките пред тие те нападнат тебе и се најдиш во некоја дупка, која само најхрабрите ја пребродуваат. Се смета дека во светот 200 милиони луѓе зеле дрога барем еднаш годишно.
Во светот постојат 25 милиони луѓе кои се зависни од дрога. Секоја година во светот 200.000 луѓе умираат од болести поврзани со употреба на дроги. Еве што открива истражувањето кое што го направивме. Дрогите се значаен предизвик за целото општество, а посебно за младите. Се смета дека во светот 200 милиони луѓе зеле дрога барем еднаш годишно, додека 25 милиони луѓе се зависници од дрога. Секоја година во светот 200.000 луѓе умираат од болести поврзани со употребата на дроги. Во Европскиот извештај за дроги 2022 се предупредува дека во Европа се зголемува производството на синтетички дроги. Податоците покажуваат дека во Европа во 2020 година откриени се 350 лаборатории во кои се произведувале синтетички дроги, како што се амфетамин и метамфетамин. Во извештајот се нагласува и дека купувањето дроги на мрежата Darknet опаѓа, а во 2021 година проценетите приходи паднале на 30.000 евра дневно, а во 2020 година приходите биле 1 милион евра дневно. Субстанциите што се користат во производството на дрога се уште во европските земји најмногу доаѓаат од Азија и Јужна Америка. Не е дека е некој нов тренд на појава на нови дроги. Всушност тие старите класични дроги каде што би дошле марихуаната од исто именото растение, канабис сатива, понатаму хероинот кој што сите нели знаеме се произведува од опиумот, кокаинот од растението кока и кат од етиопското растение кат, тоа се тие 4 класични дроги. Со оглед дека цената на пазарот достигнува вртоглаво високи цени, се повеќе и повеќе се создаваат нови синтетски дроги. За жал, има држави каде што тоа е масовна појава. Тука пред се би кажал од Југоисточна Азија, од каде што доаѓаат голем број на дроги. Во моментов Европската асоциација за контрола на дроги познава околу 500 субстанции, од кои што најголемиот дел нели преку 490 се синтетски дроги, кои што се произведени вештачки во лаборатории. Сите тие се стремат да го постигнат истиот ефект како што го постигнуваат овие неколку дроги, со таа разлика што цената нивна е драстично помала за да се овозможи што поголем пазар и што поголем број да бидат внесени во кругот. Ние следиме било какво нелегално работење, било каква трговија со дрога се разбира и преку социјалните мрежи. Ние имаме посебен сектор за компјутерски криминал, но луѓето кои што се од одделите и одделенијата што се за борба против дрога работат на сите полиња. Фактички, знаете, за да сузбиете една група, за да пресечете еден канал меѓународен или тука, значи мора подолго време да истражувате. Не ретки се тие случаи каде што за неколку дена можете да направите некоја акција и да сузбиете криминална група. Тоа се прави дури некогаш и по година, повеќе од година, и кога ги објавуваме тие информации, ние обично и кажуваме дека акцијата траела од до, затоа што не е работата само да го приведете криминалецот, треба и да ги обезбедите соодветните докази за да може да биде одговорен пред правдата и судот да му додели максимална казна, односно да одговара за она што го има направено. Според Националниот регистар на лица што употребуваат дроги при МВР, првите случаи во Македонија биле регистрирани во 1969 година. Трговијата со дроги е се уште најпрофитабилниот бизнис во светот, поврзан со организиран криминал. Дрогите проникнуваат во економија со милиарди евра поврзани со перење пари и корупција. Во извештајот се нагласува и дека Западен Балкан станал клучен играч на регионалниот и европскиот наркопазар. Причината за тоа е делумно географската положба на крстосницата на главните патишта за шверц на дрога, најмногу балканските патишта на хероин и канабис, но се повеќе и патиштата на кокаин и синтетички дроги. Она што е факт е дека ние имаме откриено неколку лаборатории како за синтетички дроги, така и за канабис, но факт е дека повеќе од дрогата која што ја запленуваме фактички доаѓа од другите земји во нашата држава, некогаш е како транзит, а некогаш за употреба во нашата држава. Така што особено овие лаборатории што ги имаме откриено, ние јавно ги објавуваме за да ја пратиме пораката дека нема никаков попуст кон ваквиот криминал, дека безкомпромисно ќе се бориме, но мора да кажам дека најголем дел од количините доаѓаат сепак од надвор. Ние тоа го имаме кажано и
тоа се гледа и од транспортите кои што ги имаме пресечени. Имаме неколку меѓународни транспорти кои што се пресечени во нашата држава, но исто така имаме меѓународни транспорти кои што се пресечени во друга држава каде што учествува нашата полиција, затоа што во сузбивање на овој криминал сите полиции мора да соработуваат заедно, затоа што таа дрога, дали е синтетичка, дали е кокаин, дали е марихуана, не е само во една држава, ја има во сите држави, транспортите се меѓународни и мора со заедничка соработка да се работи. Канабисот е најчесто користена недозволена дрога во регионот на Западен Балкан. Хероинот и другите опијати и понатаму се водечка причина за штети поврзани со дрога во регионот, додека проблемите со употребата на опијати се главната причина поради која луѓето влегуваат во програми за рехабилитација. Предозирања поврзани со хероин или други опијати се пријавени од 4 земји за кои се достапни податоци за смртност. Зависност од дроги, како и секоја друга зависност, е силна, повремено нарушена желба или потреба за земање на супстанции. До некаде можеме да кажеме дека зависностите се настанати, како настанале е тоа дека имале пропратни проблеми во животниот тек, како што се стресови, како што се други вознемирувања, други болести кои што трауми од детство, трауми, сите негативни работи кои што влијаат на менталната хигиена. Кај сите зависности постои неодолива потреба за барем привидно совладување на границите поставени за поединецот во социјалната стварност со помош на средствата или постапки кои служат за поттикнување на добро расположение, намалување на нерасположение, намалување на социјална оддалеченост, односно изолација, јакнење на сопствени вредности и зголемување на способност и успешност. Тоа што го имаме ние видено како психолози е дека кога имате некој со зависност, па и во зависност од алкохолизам, мора да работите на самата личност, на карактеристиките на личноста, како е настаната таа зависност и нешто што во последно време гледаме и многу истражувања окажуваат на семејниот систем, на семејната поддршка. Укажано е дека семејната поддршка е една од најклучните работи за да се надмине алкохолизмот, но и да се превенира повторно навраќање, затоа што за жал имаме и навраќање кон самата зависност. Да, многу истражувања се направени во оваа ситуација, а и со зависност се правени истражувања и со одредени животни, како глувците, каде што се представува дека доколку го ставите вие примерокот кој што го испитувате во релативно идеална средина за нив, тие ја занемаруваат зависноста. Зависноста од некоја супстанција може да биде психичка или физичка. Психичката зависност се забележува во силната желба или во некој вид принуда да се земаат супстанции, алкохол или цигари. Употребата на супстанциите со цел да се ублажат симптомите на одвикнување, како и појавата на абстиненцијален синдром, спаѓаат во физичка зависност. Што е зависноста од дроги? Зависноста од дроги е сложен, глобален, сериозен светски проблем. Или ја би рекла и уште како медицински социјален проблем кој што бара мултидисциплинарен пристап и вклучување на стручни лица од повеќе профили, но и целото општество. Зависноста од дроги како сериозен глобален проблем представува употреба на психоактивни супстанции, односно на дрога, која што, кога ќе се внесе во организмот, ствара промени на повеќе функции во организмот, а ако се повторува потоа, се развива зависност, која што се карактеризира и со психичка, и со физичка зависност, но и со толеранција кон дрогата. Што значи психичка, што значи физичка зависност? Значи, психичката зависност се однесува на променето однесување на индивидуата. Значи, таа од дотогаш функционална станува дисфункционална и нејзиното функционирање е центрирано кон средството на зависност. Да се набави средството на зависност, при тоа занемарувајќи го своето лично функционирање, занемарувајќи го семејното функционирање, професионалното функционирање, социјалното функционирање. Ги занемарува ученикот обврските кон школото, академските постигнувања исто така се занемарени, но и индивидуите кои што се во работни средини стануваат дисфункционални и впечатливи за околината по нивното дисфункционално однесување. Физичката зависност пак се однесува на
проблемите кои што произлегуваат од недостаток на внесена субстанца. Значи вознемиреност, нервоза, намален апетит, несоница, болки по коски, мускули, течење на нос, солзење на очи. И на сето ова, на крајот се надоврзува толеранцијата кон дрогите, односно кон субстанцата. Со тек на времето, самата индивидуа развива толеранција кон количината и таа постепено се зголемува. Би сакала малку повеќе да ја детерминираме зависноста од дрогите кај младите. Се чини дека во периодот на адолесценција се најранливи и најчесто тогаш влегуваат во светот на дрогата. Така, факт е дека долната граница на злоупотреба на психоактивни субстанции веќе е многу пониска. Ако некогаш било покасно, денес тоа се случува на 10, 11, 12, 13, 14 години, а да не ги спомнеме и оние млади лица кои што почнуваат да пушат тутун и да консумираат алкохол, таму веќе границата е и под овие возрасти. Се чини дека во тие ситуации дрогата станува не само проблем на детето, туку проблем и на семејството. Така е, се сложувам апсолутно. Тоа е веќе проблем на целиот семеен систем, проблем е и на општеството. Младите како највулнерабилна категорија од населението стануваат во некои ситуации под искушение да земат психоактивна субстанца и мислејќи дека еднаш зимање и сега нема да станам зависник. Но јас ќе кажам дека секој зависник започнал како случаен корисник и без идеја дека еден ден ќе стане зависник. Еднаш зимање може да не биде катастрофално, меѓутоа со текот на времето, ако тоа се почесто и почесто се случува, се развива синдром на зависност. Би сакала да се надоврзам на таа релација родители-деца. Вообичаено родителите малку пошироко ја гледаат сликата за проблемот со дрога, додека пак децата малку потесно ја гледаат, во смисла дека во другата сметаат дека им придонесува да се забавуваат, да се релаксираат, не сметајки на нуспојавите кои долгорочно може да се случат. Што во таа насока, како да им се укаже дека проблемот со дрогата е малку поголем од тоа што го сваќаат? Да. Јас ќе кажам дека треба отворено да се разговара на оваа тема во секое семејство. Да не биде тоа во некоја морализирачка атмосфера, и родителите да не настапуваат со некои крути ставови околу дрогата, затоа што наспроти нив имаат млади лица и тинејџери, млади особи кои што се добро информирани од своите врсници, както и од медиумите за последиците од дрога. Во таа насока би рекла дека потребно е да се зборува отворено за штетните последици, не само да се критикува како лош пример, него да се советуваат, ако вистина има проблем, да се обратат кон стручни лица. А стручните лица се психолозите, односно психијатрите, добро едуцирани психолози, социјални работници. Се чини дека стереотипите и стигмата дополнително ја усложнуваат проблематиката со признавање дека имаме проблем. Така е. Голем дел од семејствата, плашејќи се да се соочат со таков проблем, замижуваат на тој проблем, а дополнително и општествата кои што се високо стигматизирачки кон оваа проблематика, го отежнува процесот на соочување на проблемот со злоупотреба на психоактивни субстанции, како и понатаму отпочнување на третман, лекување, советување. Колку време трае третманот на лекување на зависности? Значи, конкретно не можам да ви одговорам, затоа што зависноста е хронична доживотна болест, рецидивантна болест, која што се карактеризира со периоди на абстиненција и со периоди на рецидиви. Конкретно, ако зборуваме за опијатната зависност, за голем дел од семејствата кога доаѓаат и ги носат своите најблиски на третман, најчесто поставувано прашање е ова што токму вие ми го поставивте. До кога ќе трае лекувањето?
Можда звучи песимистички, но за голем дел од таквите лица кои што се зависни од опијатни дроги, конкретно хероинот, третманот е доживотен. Што значи подобро да е во третман отколку да не е во третман. Третманот ќе го подобри неговото соматско здравје, неговото ментално здравје. Пред се целта на третманот е и да воспостави абстиненција од злоупотреба на психоактивни супстанции, да не се криминализира, а последна цел ни е ресоциализација, рехабилитација и вклучување во општеството. Ако зборуваме пак за злоупотребата на канабис, тоа е како најчесто злоупотребувана психоактивна супстанца. За него не постојат некои посебно дизајнирани програми, но постојат начини на совестување или евентуално ако се работи за некоја друга состојба, најчесто младите посегаат по канабис, па еве тука ќе спомнам и седативите, бензодиазепините, за да разрешат некои емоционални интрапсихички проблеми и во тој случај треба добро да се диагностицира дали не се работи за некое друго ментално расстройство. Но како и да е, кога зборуваме за зависност од дроги, треба да сватиме дека тоа е и долг процес, сложен процес во однос на лекувањето. Идеално би било кога би се воспоставило абстиненција, но таа е многу во најидеални услови тешко остварлива. Зошто некои деца во периодот на адолесценција, кога се навратам на тој период, се поподложни на користење дроги, а други не. Што е тоа што ги разликува? Така е. Значи, адолесценцијата е најбурниот период од развојот на една личност. Разликата меѓу онаа особа која што ќе посегне и не како е завршена идентификацијата, дали е позитивна или негативна. Оние деца кои што се израснати во позитивен семеен амбиент, топла атмосфера, разбирање, со јасни комуникации меѓу семејството, интерперсоналните релации, отворени, каде што има подршка на младата особа, тие се доживуваат со голема самодоверба и се, велиме, ние завршиле со една добра позитивна идентификација. Наспроти нив имаме и личности, односно адолесценти, кои што се израснати во дисфункционални семејства, и пак тука ќе потенцирам голема улогата на функционалното и дисфункционалното семејство. Оние млади израснати во дисфункционални семејства, згоре на тоа каде што имаме и голем ризик од злоупотреба на психоактивни супстанции, каде што се негова позитивен став кон злоупотребата на психоактивни супстанции, тие се многу повулнерабилни и многу лесно паѓаат во искушение да посегнат по дрога. Покажано им е, како пример, еден зависник родител, друг зависник, татко алкохолизам, мајка со бензодиазепини или имаме и зависник од опијатни дроги. Така да тој пример што го гледа во семејството може исто така да допринесе тој адолесцент да биде зависник. Но покри ова морам да напоменам дека комплексноста на развивањето на зависноста се состои во 3 ризик фактори. Прво, личноста со своите биолошки, карактерни, социјални карактеристики, средината и достапноста на психоактивните супстанции. Каква е ситуацијата со достапноста? Дали дрогите се лесно достапни за младите денес? Денес се достапни, како сегде во светот, во Европа и кај нас, бргу и лесно стигнуваат до психоактивни супстанции. Постои ли разлика помеѓу мажи и жени во однос на зависноста кон дрогите? Па по однос на родовата разлика, тука можам да кажам дека малку повеќе се застапени лицата од машки род. И за крај, колку превенцијата, колку едукацијата, колку отворено зборување за целата оваа проблематика може да вроди со плод? Се слагам дека не треба за ништо да се крие, особено и за злоупотребата на психоактивни супстанции, треба да се зборува се повеќе отворено.
Превенцијата е најбитна работа што можеме да ја направиме преку превентивни програми, преку едукации, едукациите да се спроведуваат во медиумите, во локални заедници, во воспитните установи, во училишта, во преку образовниот систем. Само така ќе можеме да делуваме на превенција и подигање на свеста за штетните последици од злоупотреба на психоактивни супстанции. За жал, како што рековме, границата се симнува се подоле, станува се на помлада возраст да започнуваат да злоупотребуваат психоактивни супстанции и тука мораме да реагираме сите и целото наше општество, да не биде само здравствените работници, него севкупните сегменти кои што може да дадат допринос. Па тука се и невладините организации кои што даваат доста голем допринос преку разни форуми, преку разни предавања и други низ активности за превенција на третманот од и штетните последици што ги носи злоупотребата на психоактивни супстанции. За крај само има ли некакви сигнали, знаци кои што родителите може да ги приметат кај своите деца, дали има промени во однесувањето? Споминавме некаде на почетокот во разликите помеѓу физичките и психолошките, но може ли родителите едноставно да забележат дека нешто се случува за да може да вклучат некаков аларм? Ако до тогаш детето постигнувало добри резултати и немало некој друго воочливо променето однесување, тогаш секој родител треба да помисли и дека може нешто се случува и по однос на земање на некаква супстанца. Тие стануваат поосетливи, по-нервозни, реков, го променуваат однесувањето и по однос на школот и по однос на однесувањето во склоп на семејството, така да може да се детектира и да му пристапат на еден начин, да отворено разговараат како за сите проблеми, така и за проблемите за злоупотреба на дрога и што е порано насетен овој проблем и се отпочне со лекување, со советување и исходот од лекувањето може да биде попозитивен. Најзасегнати со проблемот на употребата на дрогите се младите, кои најчесто од љубопитство и под влијание на нивните врсници започнуваат да експериментираат со дрогите, не знаејќи до каде употребата на дроги може да ги доведе во животот. Младите најчесто од љубопитност и под влијание на нивните врсници започнуваат да експериментираат со дрогите, не знаејќи до каде употребата на дроги може да ги доведе во животот. Денес психоактивните супстанции се многу достапни за младите, особено марихуаната, останатите клупски дроги или психоактивни супстанции кои што ги користат, што е една сфера би рекла и непозната, меѓутоа и многу застрашувачка за родителите. Секој дете што ќе проба некаква психоактивна супстанца нема да стане зависник, ќе стане зависно на дете кое што живее во потешкоти во рамки на своето семејство, кое што е несигурно во себе, има ниска самодоверба или има таков тип на проблеми или конфликти со себе и со семејството или со околината од кој што ќе мора да избега на некаков начин. Именно бегањето е во некој свет на дрогите. Злоупотребата на дрога, односно уживањето наркотични дроги, психотропни супстанции и прекузори на јавно место представува прекршок со кој што се нарушува јавниот ред и мир. Се казнува со глоба во износ од 200 до 500 евра во денарска противвредност. Ние како Министерство за внатрешни работи покрај овие репресивни акции работиме и превентивно. Нашите колеги што се борат за сузбивање на дрогата одат по училиштата, држат предавања, ја дигаат оваа тема, затоа што мораме уште на децата, уште од мали нозе, да им кажеме дека тоа е премногу опасно, дека како за нивното здравје се разбира и законските последици, но пред се за нивното здравје, затоа што дрогата е штетна и може да уништи еден млад живот.
Употребата на дроги на млада возраст е особено ризично, бидејќи телото, односно мозокот, се уште во фаза на развој и последиците од нивното користење може да бидат загрижувачки. Децата кои живеат во нарушени семејни односи се под зголемен ризик за употреба на дрога и друго ризично однесување. Тоа што младите го гледаат кај другите се краткорочните ефекти на дрогата, односно какво е доживувањето непосредно по земање на супстанцата. Претежно се тоа восхитувачки и убави доживувања, додека возрастните, родителите, ги гледаат долготрајните ефекти на дрогата, а тоа е нереализирање на едни можности кај еден млад човек, пропаѓање на семејни вредности, пропаѓање на потенцијалот кај младиот човек да успее. И она што е исклучиво тешко е да им се помогне на младите луѓе да ги видат овие долгорочни ефекти, но исто така и кај родителите да видат зошто нивното дете има потреба од некаков тип на субстанца. Најмладиот корисник на дрога во Македонија било 8-годишно дете кое користело дрога со инјектирање. Покрај тоа, и многу помали деца дишат лепило или пак други субстанции кои што го загрозуваат нивниот живот. За жал, кај нас има случаи на 7-годишни и на 9-годишни пред се во ромската популација. Сигурно сте виделе по разни ќошиња како дуваат неостик лепак, точно така, значи обично со тоа се почнува. Во однос на марихуаната, односно канабисот, тука некаде возраста е 2-13, 8-9 оделение. Ние нашиве програми кои што ги правевме кај децава за запознавање со дроги, порано ги држевме на 7 и 8 оделение. Меѓутоа, последниве години кога отидовме, видовме дека знаат колку што знаеме и ние, така што би требало малку таа граница да ставиме многу порано. Ние, од наше искуство, имаме најмладо дете што го имаме не регистрирано, него документирано, да речем, дека употребувало дроги, е 3,5 годишно дете кое што дувало лепак, а најмали деца кои што сме ги регистрирале преку нашата теренска работа, кои што употребувале опијати и дури инјектирале опијати, се деца на 7 и 8 годишна возраст, тоа се веќе возрастни, полнолетни личности. Значи, ние од 2011 година активно застапуваме во државата за да се воспостави програма. Значи, прво да се препознае моментот дека и деца под 16 години може да употребуваат дроги. Се разбира кога зборуваме за деца на таа возраст од 3,5 или не знам 7-8 годишна возраст, се разбира дека тука не може да зборуваме за личен избор на детето и дека мора државата, ако родителите не имаат капацитет или тие што ги чуваат, нели што се одговорни за нив, мора државата да превземе одговорност и да најде начин или како на тие деца да им се помогне. Меѓутоа, за жал, ние немаме програми за третман на деца кои што употребуваат дроги. Канабисот е најчесто користена дрога кај младата популација, на возраст од 15 па се до 34 години. Како што знаете, веќе 7 години канабисот е легализиран во Македонија за медицинска употреба. Тоа што го приметивме е извесен благ степен на опаѓање на тие што завршуваат на клиниката за токсикологија. И порано одма да кажам дека ние како лекари највеќе се радуваме веќе кога е нешто земено да е токму канабисот, зашто знаеме дека сите тие приказни успешно ќе се завршат. Тука имаме тенденција за намалување. Во Македонија се прават, како и нели во други земји во светот, потребно да се прават истражувања за нели на национално ниво, како се движи нели употребата на дроги во општа популација. За жал, во нашата земја последно такво истражување е направено во 2017 година. Овие истражувања ги прави Институтот за јавно здравје. Според се можам да ги споделам, ако сакате податоците нели според ова истражување, има околу 6000 луѓе кои што инјектираат дроги, меѓутоа употребата на други видови дроги, тоа збориме за таа година, меѓутоа употребата и на други дроги секако дека го зголемува тој број. 9%, значи во проценти ако збориме, 9% од луѓето кои што биле дел од истражувањето изјавиле дека барем еднаш во животот употребиле дроги.
најчесто, најфреквентна, највисока преваленца на употреба на дроги има помеѓу возрастната популација од 15 до 24 години, од кои што 19%, значи од оваа популација, кажале дека барем еднаш во животот пробале дроги. Значи 19% од младите, да речем, на возраст од 15 до 24 години изјавиле, што и не е така мала бројка. Значи, тоа зборуваме за 2017 година. Верувам дека да се направи истражување, можно е, имајќи во предвид нели нашето искуство со работа на терен, можно е да има изголемување во овие бројки. Како што кажав, 6500 луѓе што користат опијати. Тоа е добиена бројка од биобихевиоралното истражување од 2019 година, исто така преку Институт за јавно здравје. Меѓутоа, нели, реков дека се смета дека има плюс луѓе до кои што не сме допреле со истражувањата. Покрај марихуаната, меѓу младите се почесто се шират и амфетамини, халуциноген ЛСД, потоа печурка, кокаин, хероин, екстази, бомбони, се забележува и снус, супстанција која е ефтина и може да предизвика зависност. Станува збор за тутунски производ во прав. Преку Министерство имаше работна група, преку Министерство за здравство се работеше на протоколи каде што ќе се разработи нели начинот како деца помали од 16 години да можат да бидат ставени на лекување, а доколку се зависни од опијати да бидат ставени на третман со метадон или со бупернорфин, затоа што досега тоа не беше нели согласно медицина базирана на докази, немаше протокол согласно медицина базирана на докази, сега се работа, меѓутоа уште не се усвоени од Министерство и програма за третман на деца и ресоциализација и реинтеграција на деца, која што нели е мултисекторска и тука најголем удел имаат Министерство за труд и социјална политика и Министерството за здравство, меѓутоа и секако образованието има огромна улога, меѓутоа оваа програма е напишана од експертите од 2019 година и за жал се уште не е усвоена од владата и не може да се имплементира. Факт е дека во последните години имаме енормно зголемување на откривачката дејност, особено во делот на сузбивање на трговијата со дрога и како резултат на сето ова работење имавме во последната година 2 пати уништување на запленета дрога и всушност имаме уништено над 12 тони дрога во овие две уништувања кои што беа спроведени во фабриката Макстил во Скопје. За жал, сите овие промени што се случуваат во општеството ја направија таа група најранлива. Група која што за жал е некаде во овие транзициони години некако изгубивме таа група, мора да си признаеме. Лош образовен систем, лоши идоли кои што ги гледаат на телевизија. Тука малку и вие медиумите допринесовте до создавање на идоли кои што се само тоа не се и таа е најчестата група. Лошото друштво секако начинот да се докаже пред околината, тоа се причините поради кои што се посегнаа. Меѓу младите луѓе денес најчесто кружат разни информации и дезинформации за позитивните моментални ефекти на дрогите, но не и за негативните ефекти. Негативните ефекти врз здравјето секако зависат од видот на дрогата, од дозата и од честотата на употребата на дрогата. Илегалните дроги можат значително да влијаат и на психичкиот и на емотивниот развој. Еве што ви носиме сега во приказна. Ризиците од употребата на дрога може да бидат физички, психолошки, социјални и правни. Родителите и семејството имаат клучна улога во поддршката на младите луѓе со цел да се спречат тие да станат жртви на дрогата. Еве неколку препораки кои ќе бидат корисни. Да ги научиме децата како да одбијат понудена дрога. Постојат техники кои ќе им користат. Децата треба да сватат зошто треба да одбијат, затоа им се потребни аргументи. Да ги научиме децата дека ќе бидат ценети од другите и кога ќе останат на својот став. Покажете дека му верувате на детето, но поставете граници. Покажете му на детето дека и кај возрастните постојат граници. Злоупотребата на дрогите представува проблем кој предизвикува сериозни последици. Токму и затоа оваа проблематика ќе ја третираме и во следното издание на приказна.